Општеството му е потребно на човекот, бидејќи тоа му ги дава основните услови за живење. Робинзон Крусо бил личност од романот на Даниел Дефо, кој се нашол на пуст остров и многу години живеел сам. Основата за социјална и морална врска се човечките суштества. Моето постоење, според францускиот философ Жан-Пол Сартр, го определува другиот. Тој е мојата судбина. Другиот, за Лудвиг Фойербах, представува услов за постоење на моралот. Моралот постои само ако има заедница на повеќе суштества, додека ако си сам на светот, тој не би постоел. Човечката заедница се изградува водејќи сметка за однесувањето кон другите и свеста за нивната неопходност. Ако правиме разлика меѓу блискиот и другиот, таа би била следната. Блискиот учествува во животот на личноста, што може да биде пријател, соученик, комшија, додека другиот се сите останати, оној кој не сум јас. Разликата меѓу блискиот и ближниот е следната. Околу личноста се блиските луѓе, а ближните се сите луѓе на светот. На прашањето која е разликата меѓу другиот и ближниот, одговорот би бил нема разлика. Можноста ближниот да ни стане близок е многу веројатна и тоа често се случува. Оној кој живее до тебе може да ти биде друг, близок, ближен, но и оној кој живее илјадници километри подалеку може да ти биде друг, близок, ближен. Основата на етиката се наоѓа во личноста. Првата етичка задача се односите кон другиот. Обврската на човекот во етичка смисла е да ги прифаќа луѓето и добро да се однесува кон нив. Под поимот емпатија се подразбира вчувствување, да се чувствува истото што го чувствува и другиот. Златното правило, што го кажал Исус Христос, гласи: прави му го на другиот она што сакаш тој да ти го прави тебе, или не прави го она што не сакаш другиот да ти го прави тебе. Смислата на Исусовата "Љубете го ближниот свој како самиот себе" би била да се однесуваме кон сите луѓе на светот како кон блиски.